Со света божествена литургија чино началствувана од повеќе свештенослужители од Тетовското архиерейско наместништво, денес во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово беше одбележан празникот посветен на патронот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски чудотворец. Верниците и годинава на овој голем ден од православниот календар се собраа да му оддадат чест на големиот молитвеник Свети Климент. Во текот на литургијата верниците пристигнуваа во храмот да му оддадат почит на епохалното дело на светителот, кој повеќе од 3000 ученици ги оспособил за црковна богослужба. Затоа и со право го носи пиететот патрон на Македонската православна црква. Светиот Климент Охридски беше таков пастир, кој што душата своја ја полагаше за овците своји. Како ученик на светите браќа, светите Кирил и Методи, откако стана епископ во Охрид, ги поучуваше луѓето неуморно, учејќи ги и на секојдневните, и на духовните работи, и на секојдневните, беседејќи и пишувајќи беседи, со тоа просветувајќи го народот во Евангелието и во верата Христова. Светиот Климент Охридски беше тој што го отвори првиот универзитет во Охрид, каде што се школуваа 3500 души, кои што се поучуваа да бидат свештеници и учители на народот. Неговото значење за нас како народ и како црква е премногу големо. И поради преводите на богослужбите, и поради неговите бесценети беседи, и поради неговото епископствување, а и сега во моментите кога неговата света душа се наоѓа пред престолот на Бога и се застапува за сите нас. Светиот Климент Охридски посака да биде погребан на Плаошник, каде што го изгради манастирот посветен на неговиот омилен светител Свети Пантелемон, кој во историјата беше разрушен, па неговите свети мошти почиваа во црквата Света Богородица во Перивлевта. Пред неколку години со одлука на Светиот архиерейски синод, а после возобновувањето на манастирот Свети Пантелемон Плаошник, неговите свети мошти се пренесени во Плаошник, каде што точат безброј чудеса и безброј исцеленија. Свети Климент по многу нешта треба да представува пример за верниците, забележа во својата беседа пред присутните свештеникот Александар Стојановски. Се наоѓаме во време кога Христовите и евангелските вредности често пати биваат понижувани, нарушувани. Што ли треба да се поучиме од светиот Климент Охридски? Треба да се поучиме на жива и преданска вера. Вера во светотроичниот Бог и живеењето според евангелските начела. Да се живее во Бога, значи да се живее според светото Евангелие, да се живее со литургијата, да се умува и да се живее евангелски. Тоа светиот Климент Охридски сака да го види од нас, бидејќи ако светителите ги почитуваме литургиски, потребно е и нивниот пример да го живееме. Светата литургија со изведба на духовна музика ја збогатија и членките на реномираниот женски младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич. Вообичаено големиот број присутни православни верници денешниот празник го искористија и за земање причест, а палеа и свечи за здравје на своите најблиски, роднини и пријатели, изразувајќи ја на тој начин почитта кон делото на Свети Климент. Меѓу другите верници, кумови на денешното одбележување на празникот посветен на Свети Климент, беа и членовите на Сдруженијето на Срби и Македонци и Кут Бранко Чајка, кој функционира во состав на Сдруженијето. Инаку Свети Климент е и творец на проповеди за сите празници и недели во годината, додека денешниот ден е државен празник.